Свети Јоан Кукузел е еден од најголемите византиско-словенски музички дејци во средниот век. Тој е познат црковен псалт, композитор, музички теоретичар и голем христијански богоугодник и испосник. Неговите современици го нарекувале ангелогласен, втор Јоан Дамаскин во музиката. Голем мајстор, песнописец, извор на музиката, учител над учителите. За животот и за делото на Свети Јоан Кукузел дознаваме од неговото житие и од народните преданија. Според житието, Свети Јоан Кукузел е роден во Драч, додека во преданието се кажува дека неговото родно место е селото Джерменци или селото Джепиште, Дебарско, Македонија. Селото Джерменци денес не постои. Се верува дека се наоѓало во просторот меѓу денешните села Жировница и Джепиште, села што се наоѓаат во близина на големиот и многу значаен македонски манастир од 11-тиот век, Свети Јован Крстител Бигорски. Во овој главен верски и културно-просветен центар во Западна Македонија, можеби Свети Јоан Кукузел се здобил со љубов и вдахновение кон црковното пеење. За овој наш светец не се знае ни точниот датум и годината на раѓање. Според неговото житие, Свети Јоан Кукузел е роден во 1302 година. Уште од мал останал сирак. Поради својот извонреден музички талент, бил испратен во императорската школа во Цариград да учи црковен псалт. Негов учител бил цариградскиот патриарх Јован XIII Гликис. Во 1355 година, при посетата на еден друг цариградски патриарх Филотеј на Светагора, тој го сретнал црковниот псалт Јоан Кукузел со глас сладок и нежен, глас на сирена. Достойно ест Јаково истину, блажи ти тя, Богородицу. Присно блаженую и пренепорочную и Матер Бога нашего. Свети Јоан Кукузел, уште многу млад, поради својот извонредно убав глас и музичкиот талент, станал началник на придворските псалти и љубимец на царот и царските велможи, се вели во неговото житие. Согледувајќи ги дарбите и доблеста на младиот и талентиран Јоан Кукузел, царот сакал да го ожени со некоја од убавите ќерки на неговите велможи. Но младиот девственик не го сакал раскошниот дворски живот, а повеќе го привлекувал пустинечко молитвениот живот, таинствената радост и ангелските воздишки на монашката побожна молчаливост и богоугодност.
Еден ден, младиот Јоан, облечен во искинати селски алишта, со стап в рака, пристигнал пред вратите на манастирот Свети Атанасија на Света Гора. Домакинот на манастирот, кога го видел вака искинат и уморен, го прашал: Кој си ти, бре, момче? Од каде дојдеш? Кажи што бараш овде? Јас сум селанче, говедарче. Имам голема желба да станам калуѓер. Многу си млад. Дали добро размисли за оваа работа, момче? И со срце и со душа сум решил да го направам ова. Добро е уште од младоста да се земе јаремот Господов кај себе. Ве молам од длабочината на мојата душа, примете ме во вашето Божје братство. Затоа што слушам дека сте луѓе од Божји благороден род и дека праведна рака имате, како оној што ве пратил да бидете негови пратеници на земјата. Ве молам, примете ме. Почекај. Ајде, влези. Домакинот го известил игуменот и калуѓерското братство за непознатиот дојденец. Тие се израдувале што ќе има кој да им го чува добитокот. Така Јоан бил примен во братството и се закалуѓерил. Го однеле во планинските пасишта, за да го чува манастирското стадо.